Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Билосављевиќ, а ова е емисијата Заспи ако можеш. Вечера разговарам со пратеник во собранието, старо нов, пратеник, представник, условно кажано, на помладата интелектуална генерација од велес политичари кои што се наметна на сцената со знаење и со квалитет, господинот Лјупчо Пренџов. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав сите што не следат. Лјупчо Пренџов, интересни времења се во Македонија, кога не биле интересни времења, да бидеме реални. Вчера се случи конститутивната седница на новото собрание, во кое што вие сте старо нов пратеник. Измените се останат прилично многу, особено кога се однесува во бројките меѓу ВМРО, ДПМН и останатите, така ќе кажам. Меѓутоа, факт е дека имаме и поголем број во левица, поголем број, односно прв пат знам излегува со една сериозна бројка и така натаму. Меѓутоа, вака првиот впечаток по вчерашната конститутивна седница, како оди работата? Па добро, вчера се конституираше собранието на Република Македонија, односот на силите го знаеме, тој е пресликан, тоа е војата на граѓаните на последните избори што се одржаа пред 20 денови. Имаме ситуација во која што веднаш се дефинира две политички партии кои ќе соработуваат заедно во опозицијата. Тоа се ДУИ и Левица. СДСМ се уште не е дефиниран, бидејќи тие практично молчеа вчера во текот на целијата таа расправа. Но од друга страна видовме едно синхронизирано гласање помеѓу политичката група на ДУИ и на Левица за неверифицирање на мандатите. Понатаму, оние од ДУИ излегоа на првата, односно втората точка на додека се бираше председател, така? Па дискусија имаше, тие излегоа од собранието, остана од Левица да го зборуваат она кое што потоа ДУИ го зборуваат по ходниците. Социјалдемократскиот сојуз беше тивок, тие воопшто никако не се произнесува, никако мнозинство се разбира одговоривме на определени провокации, така што генерално полека се надзираат контурите кои со кого ќе соработува во едниот 4-годишен период во собранието на Република Македонија. Ова што го споменавте, Левица и ДУИ, некои велат дека е тоа злонамерна идеја, односно теза на актуелната, односно на власта во најава, која што и претходно се пушташе во јавноста, меѓутоа произлегува дека не е баш злонамерна приказна, тука на вистина да има некаков реален однос таму и соработка која што станува видлива. Па да, многу е реален тој однос, тој се случува континуирано, доколку вие на пример ги видите сите оние јавни набавки кои што ги добиваат фирми многу блиски на ДУИ кај директори каде што се поставени од страна на Левица, ќе видите дека тука се работи за една сериозна спрега помеѓу ДУИ и помеѓу Левица. Второ, за разлика од другите политички партии, од условно кажано македонскиот политички блок, кој што ја прифатија нашата подарена рака за македонско национално единство, само Левица одби да биде дел од македонското национално единство. И она кое што е исто така факт е тоа дека на денот на претседателските избори, вториот круг, кога беа заедно со парламентарните избори, само челници на ДУИ и на Левица повикуваа на бојкот да не успеат изборите. Така што тука нема злонамерно, јас особено сум човек кој што работите ги зборува такви како што се. Никогаш не навијачки или да филувате нешто, да додавате, да одземате, ова се факти, бидејќи во политиката случајности нема кандидат за председател јавно кажа дека нема да гласа, ќе очкртне ливчето. Димче Пасиев имаше некое гостување на некои од подкастите на ден пред гласање за председателски избори, каде што кажа дека исто така нема да гласа и дека не треба да има председател на држава. Дуи тоа го идовме преку Артан Груби демонстративно со 100 камери викнати дека не треба да се гласа за председател. Понатаму испуштената шанса и одбивањето за македонско национално единство. И трето, вчерашниот ден во собранието, како гласа ДУИ, така гласа Левица. ДУИ излегува, Левица го зборува тоа што ДУИ го зборува во континуитет. И тоа е дивен политички избор. Јас немам намера да попувам или да кажувам кој со кого треба да коалицира.
затоа постојат избори, затоа постои и јавност и граѓани кои што нас ни ја оценуваат работата и действата кои што ги правиме на политичката сцена и врз основа на тоа гласаат. Значи таа коалиција помеѓу Левица и ДУИ е повеќе од евидентна. Да. Добро, Левица како се најави дека ќе биде деконструктивна опозиција, отприлика така нешто. Па добро, некој термин интересен, вака меѓутоа видете, што со него? еве две работи да ги споделиме. Првата работа е дека нели ДУИ излегува, овие го зафатија нивното место, и втората многу важна работа е пред овие парламентарни избори, е например само мала компарација, председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, тој велеше дека негов императив и негова цел по завршување на изборите на 8 мај ќе биде да формира влада. На прашање на вашите колеги новинари, добро, колку пратеници очекувате, тој никогаш не кажа колку пратеници очекува, очекува доволен број на пратеници да прави влада со ДУИ, со други, со трети, и тоа беше негов императив. После завршување на изборите, помина како што помина и целото раководство си понесува оставки. Димче Апасиев пред изборите имаше императив да освои повеќе од 100.000 гласови, да има помеѓу 8 и 12 пратеници, и тие 8 и 12 пратеници да бидат клучните пратеници во собранието, без кои што нема да се формира влада. Реалноста во македонското собрание, а тоа е слика на војата на граѓаните, е дека Левица е тотално неважна политичка партија во рамки на собранието, бидејќи не само простото мнозинство и двотретинското мнозинство воопшто не зависи од нив. И тука јасно се поставува прашањето, ако едниве од опозицијата не ги оствариле своите императиви, своите цели предизборно и си поднеле оставка, што прави Димче Апасиев? Тој прави театар во собранието. Навистина тоа е едно подценување на највисокиот законодавна институција во Република Македонија. Тој однос беше многу недоличен. Што да кажеме понатаму? Па не би сакал имаше мјаукање некој. Тука да запрам до навистина такво девијантно однесување. Дека нивки и се гласови, нивни проблем, не е мој проблем, но секој пратеник од 120 треба индивидуално, преку свој пример, да се грижи за дигнитетот на институцијата во која што работи тоа собранието. Ние до вчера бевме опозиција во собранието, веќе зборувам за себе, јас бев жестока опозиција, но оваков однос на деградирање институцијата и такви уличарски зборови, мислам дека не е во ред кон ниту еден кој што следи телевизија. Да. Не мислени, тако сигурен сум дека Али Ахмети, односно така наречениот Европски фронт, на кој што тој се уште барем е начело, е нешто поинаква приказна. Имено денеска Али Ахмети како лидер на фронтот се излезе во јавноста, се изјасни, откако веќе дефинитивно стана јасно дека вреди ќе биде дел од новата власт, ДУИ оди во опозиција и очекуваше јавноста веројатно нешто поимпресивно од негова страна, меѓутоа тој се задржа на оно што веројатно и го очекувавме. Ние сме победници во албанскиот блок, ние треба да бидеме дел од власта, без нас вели албанската заедница не е представена, а не се представени адекватно ни турската, бошњачката, ромската, сите што има дел од неговиот фронт, и практично инсистира на девалвирање практично на вреди кои што очигледно не се доволно албанци за да ги представуваат албанските интереси во Македонија, иако добија нас 100.000 гласови. Видете, Али Ахмети, неговото поведение и неговите предвидувања во последниве месеци покажуваат дека човекот е зрел за политичка пензија, вака неблаго кажано. Но тука има повеќе аспекти кои што ако имаме време би ги опфатил. Првиот аспект е тоа дека во последниве месеци, година, тие зборуваа како ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија, немаат коалиционен капацитет. Потоа зборуваа дека и да се победи на избори ни предвидува 48-46 пратеници, повторно ќе бидеме во опозиција, бидејќи никој нема да коалицира со нас. Нема капацитет ВМРО ДПМН. Дека немаме капацитет и така натаму, коалициски капацитет. И сега тој што предњачел во тоа, денес лелека и моли да бидам со вас во влада.
Од тука сакам да му порачам, нали, Ахмети е дела дека ние не сме ниту Зоран Заев, ниту Бојан Мариџич, ниту Димитар Ковачевски. Ние јасно и гласно кажавме пред многу месеци дека Дуи ќе оди во опозиција. Јас како пратеник во тој собранински состав, овдека во ова студио, 2-3 пати имам кажано, тоа и другите колеги, а тоа е дека за прв пат после 2008 година во Република Македонија ќе има целосна промена на власта. Целосна промена на власта. Бидејќи од 2008 година до 2024 година многу влади се сменија, но 30% Дуи остануваше фикс во тие влади. Сега ќе имаме целосна промена на власта. Тоа е едно. Второ, сметам дека таа политичка партија мора да оди на темелен ремонт, да се реформира и да се спрема да биде конструктивна опозиција. Во поглед на неговата реторика, тука не би навлегувал, бидејќи тој уште пред неколку недели или неколку месеци се спрема човекот за во опозиција и таа реторика што ја фати, како ќе ја фати негово, и единствено што може да прави е да си припрема политики за настап на следните локални избори кои што ќе бидат блиску, а вака нереформирани како Дуи и тие ќе ги изгубат катастрофално, како што СДСМ ги изгуби парламентарните избори катастрофално, бидејќи на граѓаните на оваа држава им е преку глава од делење на поетничка, по верска, по сексуална, по секаква ориентација. Ние нудиме нешто ново, ние нудиме прогрес, ние нудиме економија, подобар живот, подобар стандард и широка, робусна борба против криминалот и корупцијата. Тие се работи и постулати кои што ги имавме во програмата, се разбира заедно тоа дека Дуи ќе оди во опозиција, тоа е веќе ставено ад акта, нека си правиме пресконференции, ние ќе се концентрираме за тоа како Република Македонија да биде пристојно место за живење. Фер е овој пристап, меѓутоа мора да спомнеме. Зборува за зачувување на духот на Охридскиот договор, господин Али Ахмети. Рековте, реториката во принципи не ве интересира, меѓутоа Охридскиот договор сепак е една од најважните инстанци во Македонија со оглед на начинот на кој што беше донесен по војна и така натаму, и сега тој не велам дека го враќа духот на војната, меѓутоа упорно се обидува да се задржи на таа реторика дека духот на Охридскиот договор не е заштитен, вели легитимитетот е столб на стабилноста, безбедноста, благосостојбата и еднаквоста, па ја почнуваме битката за почитување на духот на Охридскиот договор. Јас, колку што гледам, знам и слушам и пратам, Охридскиот договор е речиси 100% или можеби и повеќе од 100% исполнет, испочитуван и така натаму, и сега кога вие зборувате за духот, а не словото, тоа значи дека вие имате повторно уште некакви нови предуслови кои што ние другите очигледно не ги знаеме. Драган, да бидеме реални пред гледачите. Али Ахмети ниту го интересира духот на рамковниот договор, ниту го интересира костурот на бугарскиот договор. Него го интересира единствено како да остане на власт. Значи, Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, единствената звезда водилка во политиката име како да останат на власт, како да си течат работите како до сега, како да имаат целосна заштита и да прават што сакаат во Република Македонија. Затоа јас кажав и на почетокот. Неговата реторика воопшто не ме интересира. Тој е човек за во политичка пензија, Дуи е партија која што мора сериозно, многу сериозно да се реформира, дека тоа е нивна работа. Ние имаме многу попаметни работи за правење кои што се во интерес на сите граѓани. Бидејќи ако вие Дуи го анализирате, тие ќе ви најдат реторика. Прво беше Уставот, потоа им беше Мајски договор, сега им е Рамковен договор. Значи во парламентарна демократија постои еден победник. Еден победник, и тој победник потоа формира влада во која што се застапени сите етнички заедници соодветно кои што живеат во Република Македонија. Таква влада ќе биде формирана, такви министри ќе стапат на функции, Али Ахмети да не се секира, нека се грижи за
опозиција и наистина не можам што повеќе да додам за Дуи. Согласен. Само некој интересно забележа дека на пресконференцијата со Али Ахмети беше зиеден села, беа другите соработници во Европскиот фронт, меѓутоа интересно Бујар Османи и Артан Груби ги немаше, што можеби е некоја индикација. Предпоставувам дека Бујар Османи и Артан Груби предпоставувам дека се селеле од своите кабинети, затоа не можеле да присуствуваат на пресконференцијата. Добро. СДСМ. Сега, нормално, вие сте представник на власта која што надоаѓа, меѓутоа морам да прашам затоа што навистина ги интересира голем дел од граѓаните. СДСМ молчат како риби од моментот кога ги изгубија изборите. Јас вчера имав еден представник на таа партија, човек кој што ќе се кандидира за председател на партијата, господин Јован Потоски, со своите ставови со кои што не се согласуваме во најголем дел, меѓутоа генерално од тамо нема никаков нешто што до сега мисля че не е видено, никаква изјава, никаква најава, освен овие внатрешни нивни работи ќе правиме, не знам, избори, внатрешни избори, демократски, не знам што. Вчера во собранието 18 луѓе, сепак 18, колку и да се, малку се, но се 18, не земаа ни еднаш збор. Буквално нема што да кажат и луѓето кои што се блиски до нив, таа интелектуала кој што е блиска до нив, им вели добро, зашто молчите, зашто не кажете нешто, макар формално. Видете, нема да коментирам принципиелно меѓу себе како си даваат изјави, како се кандидираат за председател на СДСМ, преку медиуми се кандидираат, па си праќаат пораки преку Фејсбук. Не баре како не беа до вчера сите заедно на купче, издушно се поддржува сите овие 7 години дека се случуваше тоа што се случува во Република Македонија. Така малце која гледате од страна дека тие всушност биле свесни дека имаме девастирана економија, биле свесни дека во Македонија нема право и правда, биле свесни дека биле измеќари на Дуи, биле свесни дека нити патишта завршија до Охрид, нити дека нов автопат почна, дека ниту нова институција направија, дека ниту една нова зграда направија, тие за се биле свесни, молчеле 7 години, секој бил на својата позиција и сега кога ги пратија граѓаните онаму каде што заслужија, ова е се заслужено, верувајте, народот никогаш не греши, и сега излегуваат еден по еден, и сега да е некој васна емисија, друг е на друга телевизија, трете на подкаст, четврте на радио, изборуваат како да СДСМ владел до пред 10 години, како тие знаеле сега што треба да направат, а де факто СДСМ уште е на власт, уште се тие директори, уште се тие министри до 15-20 јуни. И така кога гледате, наставно јас не ги коментирам тие работи, тие се нивни внатре партиски работи, нека прават што сакаат, како што кажав и претходно 2 пати, пак ќе повторам, ние имаме многу работа пред нас, имаме многу реформи пред нас, имаме многу нови законски и прогресивни решенија, подобрување на животот, стандардот на граѓани, на пензионери, на сите целни групи и мислам дека ние тука сме пратени од страна на граѓаните не плаќаат за тоа и ние треба тука се фокусираме 100%. Што прави опозицијата е нивна работа, затоа јас ви кажав и претходно, само не можам да дадам проценка, бидејќи беа тивки. Практично немаше став по однос на конститутивната седница. Овие дуи левите се направиле коалиција, нека име со среќа и отприлика тука завршуваат работите. Тоа може да се префрлиме на ова што следи. Сега објективно Македонија се наоѓа пред промена на власта, меѓутоа не е само тоа, ова нема да биде проста промена на власта. Вие самиот спомнавте, сега е наред една огромна реорганизација на системот, наред е создавање на услови, пред се услови, а потоа и се надеваме комплетирање на задачата да се овозможи навистина подобар живот. Меѓутоа, подобар живот не само флоскула сепак. Под подобар живот треба да подразбираме суштинска правна реформа, суштинска економска реформа, демократска, ако сакаме, реформа, сосема поинаков пристап во меѓународните односи, и така натаму, еден комплексен процес кој што бара многу време, многу енергија, многу знаење, многу посветеност и пред и над се честност. Да. Тоа мора да биде така и тоа ќе биде така и ние ќе докажеме дека тоа ќе биде така. Реформи треба во сите сектори паралелно. Значи реформи не се прават, еве сега како што правеа претходно,
сега преговараме со Грција и преговараат сите со Грција. Друго ништо не се работи во државата. Или сега преговараме такви работи. За жал така. Ма видете, тоа е небулозно тврдење, бидејќи министерот за земјоделие, оној за администрација и информатичко општество, оној за локална самоуправа, тоној за транспорт и врските немаат врска со преговори. Тоа им беше флоскула, дојдовме на власт, неспособни сме, не знаеме што да правиме. Добро, се одеше и до тоа што ако немаме преговори не може да реформираме. Да, тоа се тие работи кои што но се. тоа заврши, господин Пренчев. Сега Тоа сме заврши, да. сега Сега имаме реорганизација, ќе имаме некои нови министерства, ќе имаме затварање на некои институции, ќе имаме ефикасна борба против криминалот и корупцијата. Добро е што еве на пример во судството гледам работите почнале да се движат, каде што полицијата фатила некој врховен судија. Да. Сепак врховен судија е врвот во судството како независна власт. Тука има и некој обвинител, гледам што се случува. Не сакам да преуцирам, не сакам да навлегувам. Нас ни треба интересна приказна во секој случај. Нас ни требаат целосни реформи да секој оној кој што ќе го прати своето дете на училиште да знае дека тоа дете добива воспитно образовен процес. Значи прво ние во Република Македонија изминатиот период во образованието прво го изгубивме воспитниот процес, а потоа и образовниот процес. Сега, за неколку години, треба да се врати и воспитниот и образовниот процес. Ние во Република Македонија научивме дека ако вие сте, како што се вели, ако имате вујко владика, како што кажуваат постарите, тогаш ни суд, ни обвинителство, ништо не важи за вас. Ние во Република Македонија се навикнавме дека ако немате човек на клиника, нема никој да ве прегледа. Ние во Македонија се навикнавме дека е нормално кога некој ќе ви направи некоја здравствена интервенција или услуга, дека вие нормално нешто да му однесете. Ние во Македонија се навикнавме на ненормалното. И сега почнуваме процес со враќање на нормализацијата во целото општество, во секој еден сегмент и секој еден сектор. Но тоа јасно е вака. Меѓутоа тоа да се конкретизира. Луѓето се истите. Наставниците, сега напамет зборуваме, нели, мислам како пример земаме, наставниците се тие. Добро. Докторите се тие. Се нормално се менуваат, меѓутоа генерално тоа е тоа. Луѓето во администрацијата повеќе или помалку се тие. Бизнисмените, бизнисот е тој. Нормално, со сите нели флуктуации што се природни. Но сакам да кажам, луѓето се навикнале да живеат во тој неред, во тој хаос, во таа неправда и сега вие треба одгоре, предпоставувам, да им не да им кажете, туку и да им цврсто да им објасните, па и да наредите дека веќе вака не може. Дека ќе се почитуваат правила, ќе се почитуваат закони, мислам, мене ми е лудо што го кажувам дека мора вака да се каже, но навистина е тоа. Луѓето треба да им се каже од сега па натаму, ова што се правеше беше тотално погрешно, ајде да одиме во нова работа, ќе следуваат казни, ќе следуваат, не знам, драстични мерки, меѓутоа македонскиот менталитет, секој чудо за 3 дена, ќе видиме. Еве спомнавте неколку работи, ја ги запишав. Спомнавте за образованието. Вие имате вработени во образование, примерно да почнеме од она примарно што е образование од 1 до 5 сега е. Да, оделение, така? Тие просветни работници пред 30 години што предавале, тие се уште не се во пензија. Така? Да. Само можеби се малцинство. Сега ќе станат мнозинство. Второ, спомнате за бизнисот. Ако вие како држава, бидејќи во Македонија, за среќа или за жал, повеќе според мене лично е за жал, најголем потрошувач за капитални инвестиции и така натаму е државата. Значи немаме тука огромни компании кои што за разлика како Америка прават своји патишта, кај нас е државата. Ако вас оној кој што е директор, министер, не ве рекетира, вие целиот свој бизнис ќе ви остане тука и ќе инвестирате да го модернизирате, да го проширите, повеќе да работите, повеќе да заработувате и она што мене ме интересира е да плаќате повеќе данок на државата, бидејќи нели колку повеќе заработувате, данокот е 18%, на поголем обрт плаќате повеќе средства данок. И ако некој вас не ве рекетира, не ви бара мито, не ве уценува толку треба да дадеш за да исплатиме пари, вие нема својот капитал да го пренесувате во соседни држави или во држави на Европската унија, бидејќи има многу бизнисмени кои што јавно кажуваат овака дека не се работи во Македонија и голем дел од капитал го пренесов во таа и таа држава. Тоа не се работи во Македонија
значи дека не се исплати да се работи во Македонија, бидејќи имаш многу давачки парафискални, што не се кон државата. Парафискални Ме е разбирате? добар, апсолутно. Така ли? Парафискални. И сега, тој капитал, изнесен последниве десетина години од Македонија, тој заработува и вреднува и работи во друга држава, негов капитал во Македонија заработен, ама плаќа данок и на друга влада, а не плаќа данок на нашата влада. Нашата влада овие години наназад само се задолжува. Долгот е огромен и сега ние во 2017 година имавме 136 милиони евра за камати. Значи не да враќате долг, само за камата во буџетот, денес тоа е 250 милиони евра. Четврт милиарда евра оди за камати. Зошто? Заради тоа што голем дел од тие бизнисмени ги извадиле парите надвор, плаќаат давачки во друга држава, а ние само се задолжуваме и тонеме. Спомнете во судството. Ако вие видите извештај, тие доаѓаат во собранието на судскиот совет и сега таму се поставени работите да кој суд, ти имаат некоја формула, имате ажурни и неажурни судови. Кога ќе израчунате во Македонија кои се ажурни, а кои се неажурни судови, тоа го правев пред година дена во собрание ги истражував, ќе видите дека повеќе од 90% од граѓаните кои што живеат во Република Македонија, живеат во општини за кои што самиот судски совет пишува дека судовите таму основни се неажурни. Страшно. Ме разбирате? Тоа е едниот дел. Тука може би фали и логистика. Се вратиме пак. Вториот дел. Ако вие како судија гледате дека некој ваш колега му дошло сериозно да проверат неговата работа, значи незлонамерно да видиме како е, што е, гледате дека не е добро и го казниле, вие ќе работите малце поажурно. Ако вие видите дека не посакувам никого, но тоа е реалност во Македонија, дека ваш колега, како што во случај го уапсиле и му нашле пари бележани за мито, вие ќе се замислите дали и вие ќе земате мито, иако можеби до вчера сте го правеле сличното. Ме разбирате? За се си има механизам, но истовремено, од друга страна, државата мора да си ги исполнува своите законски обврски. Ние имавме еден случај во Македонија, бидејќи ги гледав буџетите, се сеќавам она обвинителка на, како сигаше, Вилма Русковска, Да. кога имаше определена постапка против овој честниот што беше генерален секретар на владата, Драги Рашковски. Па истиот ден нези беше намален буџет за 36,78%. Значи, Да, прекрасна порака тука беше гледате испратена, да. државата кој однос го има, ти ми го задеваш мене генералниот секретар, а јас викам, тоа беше Заев премиер, цел буџет на судството беше сличен, ама само делот на организиран криминал 35% беше намален. Вилма Русковски кариерата заврши на сличен начин. Не, она си заврши за други работи. Јас зборам за односот на државата кон институциите. Таа ја представувала во тој момент таа институција. Што нема врска со право, нема врска со логика, нема врска со ништо, освен со најобична уцена ако сме реални. Значи, сакам да кажам дека луѓето се однесуваат согласно околностите. Ако вие видите дека дошла влада која што бара да има ред, да има дисциплина, да има транспарентност, да има честен однос, да има отчетност, да има одговорност, вие имате две опции. Или да бидете таков, или знаете, отказ од работа. Трета опција немате. Да. Добро, кога сме... Видете, се извинувам, да, сакам да бидам многу најасно. Јас често пати гостувам на телевизија Алфа. И често пати сум благодарен што преку вашиот медиум ја барав поддршката од граѓаните, од гласачите кои што имаат право да гласаат на избори. Тоа траеше многу месеци, многу искрено ја баравме, многу честно и отидовме со една програма. Ние не планираме да разочараме никого во следниот период. Затоа и кажам, овие работи са можеби звучат дека се премногу наеднаш, ама ти едноставно мора да се случат. Бидејќи после 30 години ние веќе немаме простор за ставање на проблеми под тепихот. Дојде генерација која што мора, нешто нема простор да става
проблеми под тепихот, туку да ги вади и да ги решава оние кои се ставени од претходно. Оптимизмот не е проблем очигледно, постои, желбата постои, меѓутоа ајде да ги погледаме работите од поинаков аспект. Што ќе ви остави актуелната влада? Тука не зборуваме само за хаосот, за нередот, за неправдата. Тука зборувам и за фактичка економска катастрофа. Вие за сето ова што треба да се направи и повеќе од тоа треба страшно многу пари. Објективно. Македонија има буџет колку е за оваа година? 5,5 милиарди. Меѓутоа прашање е дали тие пари постојат. Сами спомнавте дека драматични 4 милиарда евра треба да платиме само на камати. Тоа ако некој не разбира, тоа не е враќање на долгови, туку тоа е само исплата што се уште ги држиме парите кои што не можеме да ги вратиме. Значи може ли да се најдеме во ситуација и покрај огромната желба што постои да застанете и да застанете, кога мислам застанете не вие лично, туку целото раководство, ситуација да свати дека нема пари. Дека нема пари за еден куп работи. Да не нагаѓам, меѓутоа едноставно тоа треба да се измисли, тоа треба да се окей, јасно ми е дека имате намера да штедите во голем дел, дека имате намера да штедувате на непродуктивни трошоци како се нарекуваат, но сепак тие се мал дел од буџетот. А ти треба многу повеќе од тоа. Да, ја разбирам вашата загриженост и претпоставувам дека и голем дел од кои што не следат и ја чувствуваат таа загриженост, она кое сакам да кажам најодговорно е тоа дека се она кое што е предвидено во програмата, поглед на економскиот дел, ќе биде доследно испочитувано во рокот даден во програмата. Се она кое што го имаме ветено како економски бенефит на пензионери на други целни групи, согласно роковите во програма ќе бидат испочитувани. Цели економски тимови со месеци работеа на таа економска програма. Од прилика во 21 век знаете дека и преку интернет, и преку буџетот, и преку јавните информации, прилика знаеме како стојат состојби. Дека има дупки, се разбира, огромни се. Огромни се. Дали е може да се случат некои дополнителни негативни зарадувања? Но имаме и од каде тоа може да се заштеди, како да не се краде, како да нема непродуктивни трошоци, како да нема најматниот дел разни трансфери, како тоа се да се минимизира и кога работите ќе ги ставите на хартија и кога обемот на пари ќе го ставите на хартија, се она кое што е ветено од страна на ВМРО-ДПМ, на коалицијата Твоја Македонија, ќе биде испочитувано согласно роковите. Имаше еден момент, господин Христијан Мицкоски, идниот премиер на државата по се изгледа, зборуваше во неколку наврати, ние не знаеме што ќе најдеме кога ќе преземеме институциите. Во тој аспект многу работи ќе има кои што ќе излегуваат дополнително, и тоа сме ние многу свесни. Може ли некој од тие работи да вашата загриженост беше не, видете, пак ќе повторам. Има големи финансиски дупки, има големи долгови, има големи камати. Тоа е неспорно. Препоставувам дека во јули месец некаде, дали втората половина на јули, ќе има ребаланс на буџет, каде што ќе има кратење сериозно, многу сериозно кратење ќе има на непродуктивни трошоци. Тоа се трошоци кои што ниту значат економски бенефит на пензионери, на други целни групи, ниту пак значат градење на автопатишта. Нити развој некаков. Нити некаков развој. Тие целосно ги сечеме, тие се обично за матните тендери, тоа се стопира, тие ќе се перфават и генерално тука отприлика ќе имаме стабилна ситуација за изборните ветувања да се реализираат во цело согласно рокови. Се она што е друго што ќе се реализира и повеќе од тоа има економска стратегија и економски план. Добро, но сепак во прашање е владина коалиција, така и треба да биде. Например, не знам дали се сеќавате, имаше еден период, тоа беше во после онаа криза, после короната дојде енергетската криза. И се сеќавам, имаше дебата за буџетот во декември месец. Сега излегувате и велите ова се непродуктивни, ова се непродуктивни трошоци. И тие излегуваат, не, тие се продуктивни, тоа е добро, тоа е, знаете како функционира во собранието. За после тоа
Интересно е дека и во овој Дотолку многу момент да се сега се покачија трошат пари. енергија. Да, се трошат. То како се трошат. Сега во овој момент кога веќе е завршена Па, еве, приказната. пред некој ден колегата Александар Николовски Да. јасно и гласно обвини, објави и обзнани колку многу милиони евра моментално од рек Битола се Просто е вадат неверојатно дека сега тоа се пред прави. одење. На завршена приказна. Па дали се плашат тие луѓе од одговорност? Не можам да разберам. Видете, јас мислам дека државата не треба да се грижи за менталниот склоп на поединците кои се функционери, државата треба да се грижи за доследно почитување на законите. Затворен цитат. Во ред. Сепак, да се вратам на тоа што сакав да го кажам пред малку. Ова ќе биде коалиција. Веројатно ќе биде, знам, преди и ВМРО ДПМН. Сигурен сте, верувам дека сте сигурен, меѓутоа сепак три различни политички структури су, различни погледи на нештата, можат да го хабитираат некако до сега врз база на ова е моje до овдека, јас контролирам и не ми се мешај, ова е твое што сакаш прави, туку на вистинска кохабитација во која што буквално секој член на влада, секој човек во втор, трет, пети, десети ешалон, на вистина ќе биде дел од еден мозаик, од еден комплекс кој што ќе одработува на вистина за интересот на целата држава. Вака, сакам да разјасниме некои работи. Првата работа е тоа дека кога се формира влада и обично нели се гледаат кадровите решенија за ресорите. Кој ќе го води тоа министерство, кој ќе го води ова министерство, тоа е многу важна работа, се разбира. Но она кое што е не помалку важно при формирањето на една влада е програма за работа на владата. Тоа значи дека политичките партии застапени во владата тука номинираат министри, тие министри се воден кабинет на чело со премиерот Христијан Мицкоски. Тој предлага програма за работа на владата. Таа програма, носечкиот дел и носечката одговорност во следниот 4 годишен мандат ќе биде на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, во која што ќе покажеме една ревитализација на секоја институција, независно од кого е раководена, бидејќи оние кои што немаат економија, кои што немаат како да им понудат подобар живот на граѓаните на оваа држава, кои што не знаат како да качат пензии на пензионерите, кои што повеќе гледаат и исклучиво гледаат само за себе, тогаш тие зборуваат за тривијални работи. Ова е моje, ова е твое, ти не ми се меша и ја не ти се мешам. На таа приказна се става крај. Сима програма за работа на влада, сима цели, сима рокови, сима премиер и тоа ќе биде остварено. Тоа значи дека еден министер без разлика од која партија нема утре да каже јас му одговарам само на мојот претседател на партија, вие другите не ме интересираат. Да се разбираме. Колку и да е ова смешно, на вистина така се случуваше и сега луѓето со право се прашуваат. Луѓето со право се прашуваат. Видете, мислам дека покрај тоа што во последниве неколку години како политичка номенклатура од опозиција ја добивме довербата рекордна и на локални избори, и на председателски избори, и на парламентарни избори. Тоа беше производ на, меѓу другото, и на доследните политики во собранието. Бидејќи, како што вие сега прашувате, јас одговарам на тој лидер, тој одговара на тој лидер, порано за собранието се зборуваше, добро сега влегува толку и толку пратеници, сега вие ќе ги стиснат, вие ќе попуштат, вој ќе го купат, тој, значи, ние како пратеничка група, таа табуја ја срушивме. Сега, се знае, си има премиер и си има министри кои што се таму за една единствена цел – спроведување на програмата преку која што Македонија ќе биде подобра држава и пристојно место за живење во секој еден сектор. Добро, ќе видиме како ќе оди тоа, сепак се уште се е во најава, а меѓутоа господинот Африк Гаши беше вчера избран за претседател на собранието и тука се најдоа, нема да речам злобници, меѓутоа загрижени кои што зборува ВМРО ДПМН со таква огромна моќ, со речиси плебисцитарна поддршка, можеше да си дозволи
формално правно зборуваме, да постави човек во собранието како што ниф им одговара, што е да значи тоа како што ниф им одговара, дека не мораше токму Африм Гаши да биде, дека не мораше да биде токму од коалицијата Вреди и така натаму. Може човек да се согласи или не со тие работи, меѓутоа сепак сакам да го слушнам вашето мислење, дали ова одлука беше навистина филигрански испланирана или како? Или бевте ставени пред свршен чин, ова е човекот, тоа е тоа, земи или остави, така ние не функционираме пред свршен чин. Се работи за коалиционен договор. Тоа е прво. Второ, коалициониот договор подразбира дека можноста за управување со различни институции ќе имаат представници и кадри на различни политички партии. Она кое што ќе се види во следниот период, за 10 денови од сега, е тоа дека кадрите на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија во следната влада и другите големи институции во Република Македонија ќе имаат доминантната улога во спроведување на она што е ветено и ќе имаат кадровски земено доминантната улога во раководење и во превземање на одговорноста во сите оние клучни и крупни ресори кои што ни се ветувани пред изборите. Така што тоа е коалиционен договор. Има луѓе кои што гледаат на работите на еден начин, некои кои што гледаат на друг начин, но дајте ни време и ќе видите дека на крајот ќе биде се добро. Да. Кога се во прашање односите со соседите, новата влада практично најавува промена на начинот на кој што ќе се разговара и дебатира, меѓутоа и преговара со соседите, особено тука мислам на Бугарија и на Грција, потосно на Бугарија, со која што ситуацијата е таква каква што е, нема потреба да се особено да се објаснува, меѓутоа злобниците повторно велат и навистина овдека велам, навистина злобниците велат, аха, сега како попчиња има да играте. Што ми е неверојатно, кога зборам злобници во Македонија, не некој тамо. Добро. Туку сега ќе играте како попчиње, на бугарите ќе им прифаќате и што треба и што не треба, и што ќе молите да се согласат со вас, или воспротивно следува изолација, следува санкции, не знам што. Сега треба да кажеме дека сите меѓународни фактори веќе се појавија на разговор со господин Христијан Мицкоски, покажаа дека немаат никаков проблем нити со легитимитетот, нити со легалноста на едната влада, дека имаат намера да се работуваат, дека воопшто не се поставува никакво прашање дали оваа влада ќе биде антиевропска или не знам што. Меѓутоа сепак постои еден јавен дискурс кој што го наметнуваат одредени сили, ќе речем, дека сега новата влада ќе биде пред избор. Или дури и 10-кратно да ја зголеми сервилноста за која што СДСМ ептени и одеше од рака, или да се најде во ситуација Македонија да се заглави 10 пати повеќе од тоа што беше заглавено до сега. Па тоа се обично истите тие луѓе, прогнозери, кои што изминатиот период, да, одеа дека имаат информации дека во собранието имало 10 луѓе што ќе гласаат за уставни измени, 12, 8, 6, 3, така натаму и така. По потреба, како имаше потреба. Ќе поминат уставните сега во август, чекај сега во септември до нова година, и тие се истите тие луѓе кои што немаат што да прават, и тоа е се практично тој склоп на умови кои што го зборував и на почетокот на ова интервју, кој што доаѓа, не знае како ти понуди подобар живот, не знае како ти понуди подобра економија, не му одговара и не му интерес да се бави за да имаш подобро судство, и зборуваме сега на тривијални теми. Сега овие ќе бидат вакви, сега овие купиле толку. Значи, тоа се ликови кои што не сакам да ги коментирам, бидејќи навистина се што кажале погрешиле. Ние немаме никаков ниту инет, ниту планираме да имаме било какви лоши односи со било кого, но од друга страна ние бараме да имаме равноправни, дали ќе бидат преговарачки, дали ќе бидат билатерални односи со било кој, и со соседите, и со Европската Унија. Ултиматуми од Бугарија уже пред 3 години кажавме дека не прифаќаме, по ултиматуми не разговараме. Впрочем, партнери од НАТО
кои седат на иста маса помеѓу себе, не треба да разговараат со ултиматуми, туку треба да разговараат во духот на добрите односи. И нашите односи се во духот на добрите односи. И тоа не подразбира да вие добиете што сте се замислиле, а овие да изгубат се што замислиле и така не се решава проблем. Така требаше да биде, така се отвараат меѓутоа проблеми, така се отвараат проблеми и еве ги проблемите се отворија. Само со партнерски однос, меѓусебно почитување и уважување, балканските држави ќе имаат соодветна интеграција. Се додека било која балканска држава смета дека во одреден историски период или во одреден историски контекст едната држава е послаба, па треба да ги наметне своите барања со ултиматум или на сила, никогаш во историјата, а таа е учителка на животот, покажале дека тоа не било добро ниту по двете држави. Партнерство, добра мисла, добри односи се интеграција на Балканот. И тука нема да бидете вие принципиелен, да си го цените своето, да го почитувате туѓото, за мене воопшто не е промена на било каква на лошо со било кој сосед. Ќе се согласиме, не мислев на лошо. Меѓутоа, кога веќе биле направени безсмислени преседани, со години налазат, кога вие и на едниот источен сосед и на другиот южниот сосед сте им понудили повеќе од тоа што веројатно можеле да замислат во најнивните важни соништа. Со Бугарија, се извинувам што ја прекинав. Еве со Бугарија па го земеме примерот. Од Меѓународниот суд за човекови права ние имаме со Бугарија добиено 17 пресуди, така ли? Да. 16 мислам дека се. Еве се јавно го поставувам прашањето. Тој суд кој го плаќа? Го плаќаат државите членки, препоставам на судот кои што ги почитуваат неговите одлуки. Зошто ние да плаќаме суд, цела Европа, кој што некој не го почитува. Кој што некој да не го почитува, тоа зашто постои тој суд. И што е тука шовинистички, националистички, арогантно, што е, не разбирам. Ако ние сме се договорили дека тој е суд во кој што ќе имаат права граѓаните на различни држави, во конкретен случај бугарите мислам македонците во Бугарија, Бугарија го признава тој суд, треба ги признае одлуките на тој суд. Ние не бараме нешто наше донесено во основен суд Скопје па се примени во Софија. Се разбира. Ме разбирате? Меѓутоа и Грција, погледнете, имаме меѓународен договор таков како што е, тие не го испочитувале во добар дел. Оние меморандуми ни по точка разна немаат намера да ги стават во собранието, трите меморандуми во нивното собрание, мислам во Атина. Не е добро да не ги стават. Мислам дека до сега требало да се заврши таа работа. Меѓутоа пораките кон нас се веднаш прилично ригидни, сега вие ако не почитувате, подгответе се, ќе правиме проблеми. Ние тука имаме многу принципиелна позиција во поглед на тие работи. Тоа го зборувавме ние и после, односно и пред изборите и сега после изборите. Значи, ние сме свесни која е реалноста во Македонија. И сме свесни на кој начин таа реалност се создаде во Македонија. И сме свесни дека тоа постои. Но истовремено знаеме дека, јас и вие кога разговараме овдека, ја немам потреба да употребувам нешто кое што не сакам да го употребам. Значи, не ми е тоа обврска. Вие можеби имате обврски кога испраќате нешто во билатерално со друга држава, мултилатерално во Обединетите нации, во НАТО, во ОПСЕ, во Совет на Европа. Тоа е друго. Но повторно духот на договорот некој го препрочитува како што му одговара. Ама сега јас мислам дека и таму сега се избори. Добро, избори се во Грција. Сега се европски избори. Буквално за неколку дена. Од овие европски избори многу зависи патот во кој што ќе се движи Европската унија и јас едноставно тоа го гледам кај нив како една реторика која што е во контекст на освојување на поголема поддршка и повеќе гласови во контекст на европските избори. Инаку морам да се вратам на случајот со Африм Гаши, се размислував дали воопшто оваа тема да ја отворам. Неговата заклетва во собранието, тој ја прочита прво на албански јазик, па потоа на македонски. Интересна информација денеска дојде Бисера Костадиновска Стојчевска, понешто министерка за култура, се подготвува, односно веќе поднела представка до секторот за инспекција при Министерството за култура поради непочитување на законот за употреба на македонскиот јазик од страна на новиот собраниски спикер. Бисера Костадиновска Стојчевска. Морам да може би вашата насмевка кажува многу, меѓутоа Добро, може да заклучиме дека
после прозивките на определени поранешни и сегашни челници во Социјалдемократскиот сојуз, ете барем еден од пратениците од пратеничката група постапил проактивно во контекст на вчерашната конститутивна седница. Затворен цитат. Да. Добро. Господине Пренчев, се враќам повторно назад на собранието. Вашата претходна пратеничка група на ВМРО ДПМН беше навистина, и ова не претерувам кога го кажам, навистина унисона, навистина силна во најдобра смисла на зборот, подготвена, генерално млади луѓе кои што не се либеа да зборуваат, да работат, бескрајно страници на подготвен материјал, закони и така натаму. Меѓутоа сега имаме промена во законот за собрание, како се нарекува, која што прилично ги скратува роковите за зборување на пратениците. Поврзано со, не знам, со закони, поврзано со импичмент и имплемент, како се вика тоа. Значи, релативно, ако сваќам добро, новиот закон за собрание ги скратува можностите за Не е тоа закон за собрание, тоа маце ме зборивте, да. Не, сега ќе објаснам. Прво сакам да кажам дека како човек сум навистина горд што припаѓав на таа пратеничка група и тие луѓе не само што сме биле колеги, сме дишале како едно и до крајот на животот ќе бидеме пријатели сите меѓу себе и навистина таа пратеничка група ќе остане длабоко врежана во мене по многу добро. Во поглед на новиот деловник на собранието, деловник се извинувам, јас некој закон за собрание, апсолутно, деловникот, да. Деловникот на собранието се прави многу години наназад. Практично мислам дека не ме фаќате за збор на 2 мандати пред овој мандат. Е започнато целото тоа да се работи. Па така нешто се периодите. Она кое што не е вистина дека се скратува зборувањето и сега вие, например, имате 10 минути за пленарна седница. Координаторот има 15. Например, кога се работи за донесување на буџетот, како тоа било 20 минути, сега по стариот веќе делник било 20 минути, во комисија исто било 20 минути. Значи не може некој да ви скрати вие да не зборувате. Тоа беше една вулгарна интерпретација од страна на колегите од левица, бидејќи во тој период сега готово нема простор. Тие во тој период сметаа дека, знаете како, во тој период ние почнавме да кажуваме кои се нашите погледи во поглед на повеќе сектори што ќе направиме кога ќе дојдеме на власт, но имавме конкретни решенија, за да само си имаше свој некои ветување, конкретни решенија што ќе прави доколку повторно формира влада. Тие немаат решенија бидејќи не продуцираат никогаш по целни групи како тие гледаат Македонија и граѓаните на Македонија. И тогаш тие сметаа дека преку еден циркузантски однос во собранието, преку едно улично однесување, нешто ќе предизвикаат некое внимание. Мислам дека на крајот на денот не им излегоа математиките, дека малку се преиграа таа вечер со кршење, со малање, бидејќи никој не сака пратеници, функционери кои што ги одвоил од своето време, отишол да гласа денот на изборите, потоа државата по закон одделува од неговите даноци кои што ги плаќа према Република Македонија за плати на тие функционери, да ги гледа наместо да дискутираат со сила на аргументи, да кршат, да маваат, да удираат. Тоа такво недолично и циркузантско однесување мислам дека ниту оди во полза на парламентот, ниту на Република Македонија. Со новиот деловник предвидливоста во собранието од некој степен ќе биде зголемена и отприлика е модернизиран согласно деловниците кои што се во државите членки на Европската унија. Но можностите за сериозна дебата остануваат, интегритетот на пратеникот како човек не е загрозен. Не, ништо како загрозено. Па ние би се согласиле нешто кое е загрозено да сами на себе не. Тоа беше пиар, ви кажав зошто го правеа тој пиар колегите од левица, но да ви кажеме на работа, па Филип Бастерингот никаде не го пишува во деловникот актуелен, па ние си наоѓавме да се фатиме за ова, начини си наоѓавме, а зошто? Затоа што сме седеле, сме читале да биде се согласно деловник и да биде се согласно закон како што личи. И сме барале начини да
апострофираме, да алармираме определени девијантни појави и закони од страна на владата. Ние си ги наоѓавме сами, тие претходно ги немаше во собранието, никаде не пишува дека вие можете ова да го правите или она да го правите во деловникот. Ме разбирате? Сега нивната некреативност може би ќе заменат со креативност, ама како тргнале од вчера наму не ми се верува. И уште едно прашање поврзано со собранието, една од најтешките работи поврзани со собранието е дека е изгубило својата суштинска улога и дека станало само извршител на извршната власт, односно во превод пратените стискачи на копче, потврдувачи на се. Да. Можете да дадете не гаранција, меѓутоа еве објективен став дека собранието навистина ќе биде на висина на задачата. Собранието е и ќе биде на висина на задачата. Тие што го зборуваат тоа забораваат дека собранието е тоа кое што и со новиот деловник ја бира владата, го бира премиерот, и со новиот деловник ги носи законите, и со новиот деловник има право на амандманска измена на законите кои што доаѓаат од владата, и со новиот деловник може да прави надзорни расправи дури во скратени рокови, и со новиот деловник може да прави контрола на институциите формирани од собранието и од владата, и со новиот деловник може да менува законски решенија, системски закони, така натаму, ама за тоа треба да имате ребро за работа, кое што колегите од левица го немаат. Они имаат ребро за демагогија и кога се сами вака, не со некој да им каже не е така, овака е, сами вака, ќе испаднат некаде, ќе си го зборуваат тоа. Сега, кој верува, кој не верува. Така. Липчо Пренџов, старо пратеник во собранието, ви благодарам за гостувањето вечер. Ви благодарам за можноста. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е репризот издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 ви најавувам нова емисија во живо со нови гости. До тогаш пријатно.